Алкохолот и воланот не одат во двојка. Пред новогодишната ноќ подсетување за расположените возачи. Тема на денот со директорот на РСБСП. Останете со нас, продолжуваме веднаш. Празниците се период на музика, добро расположение, но и многу алкохол. Може би сте слушнале многу пати, но добро е да се повтори дека алкохолот и воланот не одат во пар. Следува тема на денот. Интервју на колешката Наташа Грекова-Петрушевска со директорот на РСБСП. Сведоци сме на голем број сообраќајни незгоди со жртви годинава. Што говори вашата статистика во однос на минатата година? Се додека зборуваме за сообраќајни незгоди во кои има загинати и повредени лица, не можеме да кажеме дека сме задоволни од безбедносната состојба. Имено, календарската 2024 година се уште не е завршена. Според неофицијалните податоци, бројот на загинати лица во сообраќајните незгоди во 2024 година се очекува да биде помал од 130 лица. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, заклучно со месец октомври 2024 година се случиле 91 сообраќајна незгода, животот го загубиле 106 лица. Во текот на целата 2023 година случајни се 118 сообраќајни незгоди со загинати лица, во кои што животот го загубиле 127 лица, што укажува дека во овој период безбедноста на сообраќајот на патиштата е на приближно исто ниво како и минатата година во истиот период. Од овие причини не можеме да бидеме задоволни од безбедносната состојба во сообраќајот на патиштата и затоа потенцирам дека во 2025 година пред нас се исправени сериозни предизвици на кои верувам дека успешно ќе одговориме. На позицијата председател на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот доаѓате од сообраќајната полиција. Што говори вашето долгогодишно искуство? Кои се најчести причинители за сообраќајните несреќи? Да, на позицијата доаѓам како припадник поранешен на Министерството за внатрешни работи, каде што целата своја работна кариера ја помина во сообраќајната полиција. Постојат повеќе причини и недостатоци кои влијаат на влошување на безбедноста во сообраќајот. А пред се, тука би ја напоменал, ниската сообраќајна култура на сите учесници на која во наредниот период мора да се работи. Согласно моето досегашно искуство и анализите кои се направени, најчест причинител за случување на сообраќајните незгоди е факторот човек, и тоа во поглед на непочитување на брзината на движење со возилата, непочитување на правилата за правенство на менување, алкохолот, непочитување на светлост на сообраќајните знаци семафори, како и воопшто непочитување на сообраќајните правила и прописи. А во одреден дел кај сообраќајните незгоди како причини се јавуваат фактор возило и фактор пат. Дали поригорозните мерки и повисоките казни би довеле до подобра сообраќајна култура и повеќе возачите и пешаците би ги почитувале сообраќајните правила и прописи? Правилата и прописите во сообраќајот не постојат само за да казнува полицијата, туку да се заштити животот и имотот на учесниците во сообраќајот. Возете одговорно. Со правилно и безбедно однесување во сообраќајот, ние всушност водиме грижа за себе и другите учесници во сообраќајот. Кога е во прашање безбедноста во сообраќајот, важно е да се потенцира дека најдобрите резултати се постигнуваат преку спроведување на превентивни и репресивни мерки, и тоа е концепт кој и ние го следиме. Примерната цел на Републичкиот совет е едукација и подигање на јавната свест на учесниците во сообраќајот, а казните во основа се наменети за оние кај кои на друг начин не може да влијаеме да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Би напоменал дека казните покрај репресивната улога имаат и превентивна важност и влијание, бидејќи правата цел на казнувањето е да ги одвратат учесниците во сообраќајот од чинење на сообраќајни прекршоци. Искрено, лично сметам дека брзото и ефикасно спроведување на постапките за казнување на прекршителите во сообраќајот ќе допринесат за поголем ефект кон почитување на сообраќајните правила и прописи во споредба со висината на самите казни.
Далеку сме од сообраќајна култура, тоа и вие го споменавте. Низа кампањи се реализираат. Сметате ли дека нешто повеќе треба да се направи за да се постигне сообраќајната култура кај нашиот народ? Кампањите кои ги спроведува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, показните вежби, симулации и слично, ќе продолжат и во текот на 2025 година, кои на непосреден начин ќе ги запознаваат учесниците во сообраќајот со негативните последици од непочитување на сообраќајните правила и прописи. Републичкиот совет во соработка со Министерството за внатрешни работи, медиумите и другите институции својата превентивно-едукативна улога ќе остварува преку непосредно присуство на терен во образовните установи, како и други објекти од јавен интерес, како докажана метода за зголемување на досегот на нашите кампањи и апели во насока на подобрување и на совети и за безбедно и одговорно учество во сообраќајот. Во новата година, покрај претходно споменатото, Републичкиот совет во рамките на своите надлежности поактивно ќе се вклучи во спроведување на содржините преку нашите дигитални канали, новата веб страница. На овој начин очекуваме дека нашата едукација, совети и апели ќе ги доближиме до сите учесници во сообраќајот, особено до младата популација. Искрено верувам дека креативните содржини и видливото присуство на Републичкиот совет на социјалните мрежи и во интернет просторот, користејќи дигитализацијата во наша полза, ќе даде позитивен резултат како контратежа на некои негативни трендови во однос на непочитување на сообраќајните правила и прописи. Нула жртви во сообраќајот е визија на Балканот. Далеку сме од тоа. Меѓутоа, како нашата држава се вклучува во оваа акција? Дали имаме соодветна инфраструктура и патишта во нашата земја? Визијата нула на Балканот е дел од акцијата на Обединетите нации за безбедност на патиштата 2021-2030 година и означува воспоставување на нови форми на меѓународна соработка со цел да се спречат континуираните негативни појави во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата активно е вклучен во насока на исполнување на целите и визиите преку кампањите за едукација на возачите, пешаците, делење на едукативен материјал, делење на детски седишта за превоз во автомобили, особено во овој период како дел од новогодишната кампања која што е во тек. Советот допринесува со активно учество во изготвување на законски и подзаконски акти кои ја регулираат оваа материја преку стручни предлози, коментари и решенија. Секако улогата ја остварува и преку подобрување на соработката меѓу институциите со цел подигнување на јавната свест кај учесниците во сообраќајот на патиштата, а особено на децата како најранлива категорија учесници во сообраќајот, како и соработка со агенциите за безбедност на сообраќајот на патиштата во земјите од регионот. Во однос на инфраструктурата на патиштата, можем да напоменам дека, иако во изминатиот период имавме застој во напредокот во овој сегмент, во последната година бележиме интензивни напори на надлежните институции за севкупно подобрување на патната инфраструктура во нашата држава. Би напоменал дека користењето на нови, современи техничко-технолошки достигнувања се и наша заложба во насока на постигнување на претходно споменатите цели. Ни престојат новогодишните празници, кој е вашиот апел до возачите? Податоците од црната статистика и искуствата од минатите години покажуваат дека за време на празниците значително се зголемува интензитетот на сообраќајот, а паралелно со тоа се зголемува и бројот на случајни сообраќајни незгоди. Една од причините за ваквите состојби за време на празниците е токму фактот што овие денови значително се зголемува бројот на возачи кои управуваат моторни возила под дејство на алкохол. Во овој период на семејни средби, дружби и прослави кои го прават животот поубав, празничната атмосфера може брзо да заврши со трагичен крај како резултат на возењето под дејство на алкохол, што е директен причинител за повеќе од 25% од сообраќајните незгоди со фатални последици. Безпредметно е
да говориме за казни и репресивна политика кога станува збор за основната вредност на човекот, а тоа е животот кој нема цена. Не си ги уништувајте празниците и не дозволувајте непочитувањето на правилата и прописите, невнимателното, неодговорното и нетолерантното однесување во собраќајот да го нарушат мирот и спокојството вам, на вашите најблиски и останатите учесници во собраќајот. Уживајте во празничното расположение, прославувајте одговорно, возете безбедно, а доколку консумирате алкохол, не управувајте со моторно возило, односно користете јавен превоз. Погрижете се секој километар да е безбеден, со внимателно управување, бидејќи да стигнете безбедно на саканата дестинација е најубавиот подарок за вас, вашите блиски и сакани. Затоа, безбедноста во собраќајот нека биде вашата празнична магија. На крајот, Републичкиот совет за безбедност на собраќајот на патиштата ви посакува среќни и безбедни празници со пораката вози одговорно. Ви благодарам за ова новогодишно интервју. Благодарам и на вас. Паметните луѓе велат дека дефиницијата за успех лежи во умереноста. Бидете умерени во се и возете внимателно. Пријатно.